Поздрав, магична моја фемили. Добре дојдовте на Уналун Тарот. Јас вас сите ве поздравувам и од сето срце ви се заблагодарувам за секој ваш допринос кој што го давате на мојата страница и на мојот YouTube канал. Денешната колективна генерална порака ќе биде во енергија да бидете во спознавање и дознавање на некоја вистина или пак енергија која што денешните тарот карти ќе не ја откријат. Енергија која што се надевам дека ќе се утемели во вас, ќе се препознаете и дознаете за случка настан, случување или пак ваша енергија, лична енергија која што се надевам е веќе случена. За некој од вас, за други пак од вас е веќе во случување или пак ќе се случи во најава. Ајде да видиме зашто по-конкретно денешните тарот карти ќе ни откријат за кого денеска ќе збориме и зашто денеска ќе збориме во оваа колективна енергија. Улогите секогаш можат да бидат заменети и знајте, секогаш сите ваши енергии земете ги како смирници од оваа денешна порака која што ќе ни ја донесе ова читање денешно на тарот картите. Но секогаш да бидете во ваша асертивност, енергија да познаете и дознаете нешто што ќе биде утемелено во вас, да разрешите проблем случка настан или пак доколку е веќе случена оваа енергија, а доаѓате на ова видео и го следите, знајте дека комплетно имате енергија да потврдите за она што се случило во ваша енергија. Доколку не е случена оваа случка или пак се одвива сега, земете смирница онака како што и ви резонира за сите вас. Ајде да видиме зашто збориме денеска. Денеска збориме за договор, за соработка, енергија каде што и се подаваат раце во материјална или пак во енергија, работна енергија. За некој од вас ќе биде енергија каде што и сте потпишале договор или пак ќе се случи потпишување на некој договор. Ќе пружите раце со некој од вас каде што и сонцето ви дава можност за виталност, за енергија, за исполнување на некоја ваша долгогодишна манифестациона енергија, желба, енергетска вредност каде што и после напорна работа вие доаѓате до ваша енергетска вредност. За некој кој што ќе биде во енергија да ви пружи рака, потпора, можност да соработувате или пак да направите дил, договор, енергија да ова ќе биде на работна енергија, на колаборација, енергија на соработка или пак можно е да е во енергетска вредност, да биде за ваше здравје или пак енергија да се случи можност за љубовен договор кој што го прават две страни. Ајде да видиме за која персона станува збор и за што се работи во денешно исчитување од тарот картите. Да видиме за што сакаат оваа персона да ни каже спротив вас или пак ова сте тоа вие, земете вам како ви резонира, да видиме за што сака да ни каже оваа персона. Која е оваа персона која што ви пружа рака? Може би е примирие, ајде да видиме, јас се надевам дека сите сте добро и здраво и дека ќе бидете во енергија, да останете во такво расположение, како што и денеска започнува ова седмица за сите нас со вакво сонце.
Токму така. Оваа персона во претходниот период ви задала еден удар во срцето, енергија каде што и оваа персона може би е повредена, била повредена во енергија на работна енергија или пак некоја страствена енергија која што сте ја имале во изминатиот период. Енергија да. Оваа персона ви нуди можност да прави планови, да преку трети персони, тоа е негова желба, да биде во енергија да ви понуди една понуда, асот на штаповите енергија, каде што и се дава можност за индивидуална работа, да ви нуди можност на соработка, колаборација, тоа е негова желба, надеж дека повторно ќе има комуникација со вас, доколку е во енергија да се случила превара или пак можност за недействување кога сте требале да соработувате со некоја персона спроти вас, енергија да оваа персона или оваа персона е во енергија да има скршено срце, да носи скршено срце по повод негова работа која што не издействувала на добар начин, или пак оваа персона е исто таа персона која што вас ве повредила и е во енергија да сега се искупи, биде во една искупителна енергија, да негова желба е повторна комуникација и да ви подари можност да преку трета персона дојде во енергија да ви подари страст, да ви подари нов почеток за комуникација, тоа е негова надеж, енергија да биде во комуникација со вас, да соработува, да комуницира, затоа што оваа персона не действувала во време кога што и требале да направите некој договор за работа, преговор, моментална енергија каде што сте му пружиле или пак сте и пружиле можност да соработувате, сте се договориле, сте биле во енергија на виталност, на донесување битна и важна одлука во вашиот енергетски живот, но оваа персона може би и ве изневерила, но и ве повредила. Ајде да видиме зашто токму се јавува оваа персона денеска, да видиме што е тоа што сака да ви го соопшти, зашто оваа сега соработка за некоја инспирација, ватрена енергија, брза енергија, зашто токму оваа желба, надеж за комуникација. Месечина, 7 пентакли, кула, 9 мачеви, победа, 6 штапови, оваа персона во изминатиот период таела, прикривала енергии затоа што сакала да земе ваши заслуги во енергија, да биде на ваше место во работна енергија, или пак оваа персона не ви дозволила да влезете на работна позиција која што требала да биде во енергија на витално сонце, да ви се исполни ваша желба. Универзумот ви ја крши поставката на оваа енергетска вредност, затоа што ова е кармична енергија. Енергија каде што и сте биле во анксиозност, депресивност, енергија каде што и вашите заслуги, вашите енергии по повод некој договор кој што сте го направиле, биле скршени. Ова е прерушен благослов за вас, но е енергија да сте се спасиле од канџите на персона спроти вас која што ви пружила рака.
може да биде и компанија која што сте веќе потпишале договор или пак сте требале да потпишете договор или пак ова ќе се случи во најкраток рок, во најкратка енергетска вредност. Зашто? Затоа што вашата интуиција или пак оваа персона нема доволна интуиција за да сноси една огромна последица за нешто што ви прекинала енергија каде што и ги собрала вашите дадени плодови, се накитила со вашите енергии. Енергија на заработка, енергија на константна ваша желба која што сте ја имале во вашиот енергетски дел. Оваа персона ви таела енергии, но универзумот слуша и гледа. Енергија каде што вие сте биле во енергетска вредност, да сте биле под анксиозност, депресивност, да размислувате, но и сте затвориле една кармична енергија каде што и сте се осеќале издано, енергија каде што сте се осеќале погубно, но сте се спасиле. Енергија спас. Спас кој што ви го пружил универзумот во зададен момент да ви извлече од илузија, да ви извлече од притаеност, но и да ви ја подобри вашата интуитивност. Енергија каде што вие победувате на крај, вашата енергија победува. Енергија каде што се повлекувате, градите своја енергетска вредност, ја подобрувате вашата интуитивност, но и сте во еден личен енергетски дел каде што и вашата вашиот егоизам или пак вашето јас ќе биде во победносна енергија, ќе се гордеете на својата енергетска вредност кој што универзумот ви ја осликал преку оваа персона која што ве изневерила или пак ви пружила рака, но ве изневерила во енергија да сте немале потпора во зададен момент за случка настан кој што се случил на енергетска база. Ајде да видиме и што ви порачува универзумот или пак оваа персона. Оваа персона сака сега да комуницира со вас, ви таела енергии, сака да ви ја каже причината зашто тоа го направила, може би и ќе лаже повторно, но на ваше дали вие ќе ја примите повторно во вашата енергија или пак дали ќе сакате да соработувате со неа повторно. Знаете дека оваа персона нема темел на тоа што го направила. Нема темел, нема основ да комуницира со вас. Вие сте во енергија победа. Ајде да видиме. Ѓавол, кралица на штаповите, кралица на мачевите, ас на куповите и 3 пентакли. Вие ќе пресечете една огромна, универзумот ви вели дека ќе пресечете една огромна игра која што ќе оставите позади вас. Енергија каде што и се она што ќе посакате, ќе си го добиете во енергија и на работа, и на емотивност, и на се она што и треба да го добиете. Вие оставате се позади вас. Енергија да ова енергетска вредност, висока аркана, која што е 15-та поред и е во енергија на ѓавол, енергија на материализам, но и на енергија превара, која што се случила во зададен момент. Енергија каде што вие пресекувате со секаква енергетска вредност. Носите одлука и доаѓате во
една енергија каде што и благословите од универзумот ќе ви бидат во рака. Енергија каде што и сето она што го посакувате на енергетско ниво, каде што и ќе делувате во ваша структурална енергија, а тоа е работна енергија, тимска работа, ќе биде во ваша енергија заслужно, ќе ја си ја добиете енергијата по пат на универзумот, а оваа персона која што играла, која што била во енергија да биде и во колаборација со уште една персона од негова страна или пак нејзина страна, ќе ја ставите во заднина, ќе ја затворите и ќе донесете битна и важна одлука, ќе ја дистрактирате и ќе тргнете напред со ваш разум, со ваша логика и со ваша енергетска вредност. Енергија да е случена или пак ќе се случи во најкраток можен рок. Енергија да се случува ваше утемеленост, да знаете и спознаете дека се она што доаѓа до вас и што е во енергија да ве игра, да не биде пристрасно кон вас, сечете и прережувате со голема енергија на донесување на битна и важна одлука за вашиот деловен енергетски живот или пак комплетно за вашиот живот. Ајде да видиме и што сакаат овие карти да ви порачаат. Излегуваат дел. Врати се во својата енергија, врати се во она каде што и беше изманипулирана или пак изманипулиран, но изобилството е во твоја енергија. Врати го твоето изобилство. Енергија да сега бидете во ваша енергија, комплетна ваша енергија, која што ќе се случи во најкраток рок и вашето изобилство ќе биде во ваша енергија, во ваши раце. Асот на куповите енергија на изобилство кој што ви го возможува универзумот, затоа што вие сте во енергија да осветлувате, да бидете светла персона, да бидете интуитивна, да бидете во енергија на се што сакате да добивате од универзумот и универзумот ви возвраќа сега во ваша енергија. Ајде да видиме и за крај. Совет од овие Fairy Tale карти. Енергија на процветај, флуриш. Енергија процветај, цветајте. Денеска некој ќе треба да цвета или пак во енергија да процвета во своје изобилство, каде што и го враќа своето енергетско видување или пак го враќа своето изобилство во своја енергија. Дали е наработна? Да. Дали е во изобилство од универзумот? Повторно да. Вие победувате персони кои што ви стоеле на патот до вашиот успех. Се гледаме во наредно видео. Поздрав!